црна статистика, за 9 дена итната медицинска помош во Штип интервенирала на 7 сообраќајни несреќи во кои 16 лица се повредени, а едно лице починало на лицеместо. Особено доминантни и со загрижувачка динамика се несреќите во кои учесници се возачи на мопеди. Најчесто се повредени млади малолетни лица, од кои што за жал двајца завршија со тешки повреди и се хоспитализирани во Скопје на клиниките. Би сакал да апелираме да се вози повнимателно со моторите, да се носат задолжително кациги, да се користат појасите во автомобилите, затоа што буквално прават разлика меѓу живот и многу тежок исход. Големиот број на несреќи и повредени со мотори е резултат и на нивниот голем број во градот, како и на нивната неодговорна употреба. Освен што се чести учесници во сообраќајот, возачите на мотори се и сериозен проблем во градот, од аспект на нивна преголема концентрација, поголема бучава и нарушување на јавниот ред и мир. Нешто што на граѓаните не им дава мира, па тие помош бараат од полицијата. Внатрешни да си преземе работа, да има дежурни полицајци низ градот и по населбите. Едно време кој имаше дежурни полицајци, тоа го немаше. Ја и на полицијата реагира. Треба да се девчине, не се знае колку брзо возат. Па тие институциите што се должни да го прават редо, нека прават што треба. Кој треба да се грижи за тоа? Од СВР потенцираат дека досега нивните активности беа насочени кон превентивно делување и подигање на свеста, а од сега ќе започнат со примена и на репресивните мерки. Со оглед на фактот што во летниот период се зголемува бројот на мотоцикли на патиштата, СВР Штип изминатиот период излезе на терен и вршеше превентивна едукација на корисници на овој вид моторни возила. Во наредниот период, освен превентивните мерки, ќе продолжат и редовните акциски контроли за санкционирање на лицата кои не ги почитуваат сообраќајните правила. Потенцираат од СВР Штип.